Веселата вселена заспива во мојата преградка. За Маријан Стојановски може да кажете е ваков или онаков, но факт е дека и тоа како има оставено голем печат на македонската музичка естрада. Неговите песни ќе се паметат и пеат со сигурност уште многу години. Ненаситен, Подарок, Овој ритам е јак се песни кои дефинитивно ги обележаа златните времиња на македонската музичка сцена. Веруваме дека многумина од вас ги интересира која е приказната за настанувањето на овие песни. Ексклузив ги има одговорите од прва рака. Маријан, која е приказната за Ненаситен? Па, за Ненаситен интересна приказна беше, турскиот автор ми ја понуди, ме слушна како пеам, се задруживме на еден фестивал во Турција, ми понуди песна, Овој ритам е јак и Ненаситен, и така дојде до соработка. Веднаш му се на Владо Јаневски, тојаш ми ја напише текстот. Морам да признам дека беше многу интересен текст, Ненаситен, и уште така ме знаат и некој ќе ме, знаеш, Двосмислен, да, двосмислен, вика Маријан, вика Ненаситен, знаеш, така ме знаат, како да кажам. Интересен текст и Владо Јаневски во текстот го достигна тоа што требаше да се достигне, она интересноста на текстот, и стварно беше супер окей. Кажи ми која е приказната за Подарок? Го криеш сонцето, го носиш морето, за мене повторно знам, допалиш срцето, ко роза бела, трепериш цела, животот мој е подарок твој. Морам да признам дека Подарок, ако не можеби и најслушана моја песна е, и живна после неколку години, таа излезе значи со мојот албум крајот на 2003 година. Подарок, и по него го крстивни мојот албум, насловот. И стварно добра песна на Владимир Дочиновски Дојчин. Текстот на Огнен Неделковски беше навистина многу ми се свигаше песната. Само јас имав некој чувство дека стварно ќе стане голем хит. Овие викаат чекај, ќе видиме, знаеш, секогаш тие песни, уствари, тој во принцип е така. Пример, од 10 песни имаш два фаворити. Пример, тие ќе станат хит или носечи на тој албум, а нама станува некоја сосема шеста хит, значи никој не знае на народот што ќе им се допадне. Која е приказната за Овој ритам е јак? Овој ритам е јак, а нота е пагладна, супер весел, и звезда за нас падна, заигра прв, и нозе се баш лести, ритам по крв, и душа за 100 песни. Овој ритам е јак, исто турскиот автор, ќе го спомнам, Овој ритам е јак ми ја даде и Ненаситен ми ја даде. И исто ставивме наш текст. Во аранжманот не чепкавне многу, бидејќи не сакаше тој, нели авторот. Има една многу интересна приказна околу оваа песна, поврзана со една урбана легенда од Тетово, Борче, ќе го поздравиме во оваа прилика. Борче Монтенегро, еве го поздравуваме во оваа прилика. Јас слушав за него и му се свигаше на моја песна овој ритам е јак. И стварно на моја огромна чест, еве го поздравувам сега, и дојде ред и да го запознам, и се запознавме, и стварно сега живееме, сме пријатели. Навистина ми причинуваше задоволство што го запознав. Дали е вистина дека си му апел повеќе пати во текот на вечерта, бидејќи нели му омилена песна, он премногу ја сакал таа песна, уште ја сакал колку што знам јас? Да, се сеќавам во една дискотека во Тетово, му ја пеев повеќе пати и на задоволство, а искрено и сите што беа присутни, имаше доста народ. Навистина ужива во таа песна, значи 10 пати, 20 пати да испеев, навистина беа сите задоволни. Да, поинако време беше и навистина хитот беше хит и можам да кажам дека беа задоволни, да, тоа е вистина. Маријан, не си активен на македонскава естрада, ти имате нема, кога ќе те видиме, кога ќе те гледаме почесто, кога ќе се врати со нешто ново, кога ќе слушнеме нешто ново од тебе? Па, еве јас сега спремам, значи, песни и хитови, работам со еден автор, со друг автор, гледам нешто да сменам стил, значи сега, како да кажам, не знам што би прифатила публиката, па нешто поп, рок поп, па поп, класичен, по рок, нешто
нешто измешано, значи сега гледам, експериментирам што и како, и зимава мислам дека најмалку 3 композиции со видео записи, нели, ќе испромовирам.